So, hello. Добро вечер на сите. Добро дојдовте на нашиот втор онлайн настан во рамките на проектот Косме или Колози, македонската верзија на овој проект, насловен Буперот Тач, кој што е во партнерство со Британски совет и Лукс, и екзибицијата беше реализирана во Националната галерија на Република Северна Македонија. Денес ќе сме собрани тука да зборуваме еден многу интересен вебинар кој насловен Кога уметноста и науката ќе се преклопат. На самиот почеток би сакала да ви известам дека оваа сесија се снима. Исто така има можност за превод на македонски јазик и сите оние кои што сакаат да слушнат разговор на англиски јазик можат и да одберат опција долу на вашиот екран, има опција копче превод, interpretation и може да го одберете македонскиот јазик со цел да го проследите истиот. Доколку на крајот имате некои прашања на македонски, тогаш преведувачката ќе ги преведе на англиски јазик. Ова е многу краток увод пред да започнеме со нашиот разговор. Како што веќе реков, денешната тема на вебинарот е Кога уметноста и науката ќе се преклопат. И тука зборуваме за меѓу и трансдисциплинарноста, која што недавно станаа карактеристични елементи на современата уметност, кога границите помеѓу дисциплините се спојуваат и се бришат, многу често резултатите ги збогатуваат двете дисциплини и резултираат со дела кои никој не ги очекува. Работката помеѓу практичарите со различни специализации е примерот кој ќе биде во фокусот на вечерашната дискусија. За нивната работа заедно изборуваат уметникот Лукида Хадживостидова, уметницата и учесник во проектот и научникот професор Алистер Форбс. Лукида и Алистер, добро дојдовте на денешниот вебинар. Многу благодарам што прифативте поканата за учество во оваа онлайн дискусија. Една од причините затоа што сакав да одберам овој разговор заради тоа што работата на Елпида Хадживостидова може да се смести во интерно и во трансдисциплинарноста. Целта на ова вебинар е да ги разговараме за погодностите за нејзината работа и метнување во други дисциплини, општеземено во овој конкретен пример во нејзината уметничка пракса и да создадеме подобри и поупатени нејзината колаборација, соработка со професорот Форбс ќе биде објасната денес, но таа исто соработувала со други експерти од други дисциплини, може да ни ги сподели нејзините искуства. И пред да почнеме овој разговор, би сакала малку да поразговараме за потребата на поимите во овој вебинар, значи дисциплинарноста, и да направиме некои дефиниции, односно ги разбрешиме меѓу медиум и трансдисциплинарноста. Дисциплинарноста ги поставува знаењата во одделни и во многу случаи дикотомни дисциплини, поддисциплини, специализации и како резултат го фрагментира знаењето. И овој начин на размислување создава дефинитивна подолбока дисциплина. Тоа значи дека постои празнина во системот, што се бара начин да се опишат истражувањата што не спаѓаат јасно во една дисциплина или биле опатени од други дисциплини. Овој тип на истражување често се класифицира како мултидисциплинарен, интердисциплинарен или трансдисциплинарен. Николас Басараб пишува за разликите меѓу интер, мулти и трансдисциплинарноста во мултидисциплинарноста вели се однесува на проучување на тема на истражување не само во една дисциплина, туку и во неколку дисциплини. Секоја тема на која станува збор на крајот ќе се зборади со спустување на перспективата на неколку дисциплини.
Мултидисциплинарниот пристап ги надминува дисциплинските граници, додека неговата цел останува ограничена во рамките на дисциплинарските истражувања. А интердисциплинарноста има поинаква цел од мултидисциплинарноста, што однесува на пренос на методи од една дисциплина во друга. Слично на мултидисциплинарноста, интердисциплинарноста ги надминува границите на дисциплините, додека незината цел се уште останува во рамките на дисциплинското истражување. Интердисциплинарноста дури има капацитет да генерира нови дисциплини како квантна космологија или теорија на хаосот. Додека трансдисциплинарноста се однесува на што помеѓу дисциплините, низ различни дисциплини и надвор сите дисциплини. Незината цел е разбирање на сегашниот свет, кој едно од императивите е единството на знаењето. Ви го молам за неколку минути пред да започнеме овој разговор, само накратко да ви ги прочитам биографиите на нашите панелисти денес, за оние кои вас не сте ги прочитали или пак не ги познавате добро Елпида и Алестер Форбс. Елпида Хадживасилова е современ визуелен уметник кој работи на скулптура, инсталација, видео, звук, фотографија и архитектонски интервенции. Незината работа таа користи материјали исклучителни, но секојдневни, обични и краткотрени или отфрлени пасивни или скапоцени, односно ургански материи, прехрамбени производи, благородни метали. Централно во незината практика е одговор на особеностите на едно место, неговата историја, локација, живот на средини и заедници. Хадживасилова е заинтересирана за тоа како размената на знаење може да се развие преку заедничка работа и во контекстите на пейзажот, наследството, науката и заедницата. Според секоја локација таа беше представник матикан како поведена во Светата столица на 56-та меѓународна медичка екзибиција и ја представуваше Македонија на 55-та меѓународна медичка изложба во Биенале на Венеција. Алестер Форбс е визитен професор од Универзитетот Тарту во Естонија и така е почесен професор по медицина на Универзитетот на Англија, каде до август 2020 година бил директор на истражување на клиничка гастроентерологија. Неговата научна работа е главно врзана со интестинална инсуфициенција и исхрана при воспалителни заболувања на дебелото црево, но тоа исто така е посветена на медицинското образование, има интерес во типот на целата кариера за етички прашања и други точки на општо поврзување во општеството. Тој е борст, имал активна улога во изведбите на Incontinentals, лесен пристап кон сериозен проблем на социјалната инконтиненција. Претходно бил во Университет коледж Лондон и во болницата Свети Марк во Лондон. Тој бил директор за образование на Европското здружение за исхрана, генерален секретар на Британското здружение за гастроентерологија и претседател на Британската асоциација за клиничка исхрана. Има напишано повеќе од 250 оригинални трудови, многу прегледи и предонеси за опасната и е широко цитиран. Значи, овој краток вовед би сакала да кажам дека денешната конечна дискусија очекувам да дадеме некои одговори на овие конкретни прашања. Дали може нешто научниот пристап да биде вреди за уметноста или пак од нешто од уметничкиот пристап може да вреди за науката? На кој начин да започнеме овој разговор со да ги адресираме прашања за Елпида. Дали може да ни кажете неколку малце повеќе за вашата уметничка практика и кога започнавте да работите со научници здраво на сите? Јас може да се навратам неќе долго време, всушност живеев многу номадски живот, работев, патував и надвор и за конкретни локации. И тоа ми изложи на многу различни луѓе, профили, карактери и истражувањата. Што ја почне во таа работа, се однесува и на други култури и на специјалисти за исхрана, за храна. И тоа ме доведе всушност до научната страна, научниот аспект на работата и исто работа со конзервација, односно влијање на тоа е многу голем дел од мојата пракса.
и работев многу во природно-научни монументи, реставрирање, што ме изложи на многу хемикали и третирања, и тоа за мене стана веќе централно во мојата работа, односно во главен дел од мојата кариера, и започнувајќи со во однос на научникот, науката, зависи кого нарекувате научник, тоа е многу големо поле. Но јас се запознав со професорот Алестер Форбс во 2014 година преку еден голем проект на кој што аплициравме заедно. Тоа се притвори во заедничка работа, во поконтролирана средина, и гледајќи го истражувањето, моето истражување, неговото, и како може јас да го вметнам во мојата работа и да разгледам што прават уметниците, научниците. Може да ми кажете малку повеќе накратко и повеќе вашата презентација, какви материјали вие користите во вашата уметничка практика, затоа што многу интересна работа. Што работите со многу различни дисциплини и експерти и научници. Јас почнав да работам со дрва и природни материјали многу рано во мојата кариера, и секогаш ме интересирале скриените и изложување на оние работи кои што се скриени, кои што не секогаш ги летуваме. И секој пат ме интересирале дрвата и како дрвата растат над и под земјата и што се случува во тоа скриено. Моите материјали и гранки од дрва, па потоа во производство на храна, работев со отфрлени материјали, отпадни материјали, кожа, органи на животни, кои што ние ги гледаме секојдневно, не им обрнуваме внимание, но целото истражување против мојата работа ме доведе да ги поблиску да гледам од конкретни материјали, затоа некои мои проекти почнуваат кожа, некои други проекти со црева, од животни, со желудници, но помаци на животни. Работам многу со позлатување во мојата работа, тоа го користам, и златото го мислам како еден вид на метафора за евалуација и издигнување на еден материјал кој што ние сметаме дека нема никаква вредност. И со додавање на златото, јас се обидувам да ја зголемам свеста и светноста за тој конкретен материјал и како би можеле ние да го употребиме истиот некаде во нашиот живот, се материјали што ги отцелуваме. Јас ставам важност на работи кои што имаат важност, ако сакате така, и голем дел од материјалите се тешки за маневрирање, за манипулирање, затоа што тие се ги нарекувам скриени материјали на кои што не обрнуваме внимание, кои што се наоѓаат во нашите тела или во телата на животните, и разговарајќи за овие материјали, секој пат има и друга страна кога зборуваме за нешто, може би звучи и тврдо и непријатно за слушање, но кога ќе го погледнете од друг аспект во галерија или во други простори, тогаш нели го гледаме со други очи, со друго чувство го гледаме. Малку повеќе ќе зборувам подоцна во мојата презентација, кај што ќе се осврнеме на тие чувства кои што ги спосуваме ние од гледачки материјали. Благодарам. Одлично благодарам што одговоривте дел од моето следно прашање, и во вашата работа со научници и други експерти, дали нивното знаење го користите во подготовката на материјалите кои што ги користите, или пак го користите нивното стручно знаење и го вметнувате во некој контекст,
дали го употребувате контекстот на кожата, да речеме, на стаорци, на цревата од животните, дали го користите на повисокото ниво, не само на подготовката на самите материјали. Јас сум дека тоа што е многу важно, почнувајќи започнеме конверзации за овие работи кои што се дел од лабораторија или хируршки сали или како наблюдувач, сум ги наблюдувала овие работи како учесник, значи се тоа влегува внатре во мојата работа, јас го користам и тие разговори се многу важни за мене затоа што тоа влијае врз мојата работа. И голем дел од знаењето и тоа што го научив во разговор со овие нешто се за мене многу важно, затоа што ми отвара други перспективи, други идеи за работа, исто така и материјалите, затоа што не знаете всушност што ви е на располагање во однос на една материја и што ќе се случи на истата. Јас сум била дел од како наблюдувач во хируршки сали каде што гледала пациенти како им се врши операција на канцер и стоејќи таму во тие хируршки сали, гледајќи целата процедура, целата операција, многу е фасцинатно. Многу други луѓе би било тоа грозно, одбивно, затоа што во самата ситуација би треба да имате дебела кожа да го проследите целото тоа кон таа професија. Меѓутоа, кај мене тоа разбуди многу идеи да пронајдам некои нови простори кои што не ги гледаме, додека не ни тргне нешто наопаку во однос на нашето здравје, па тогаш размислуваме на друг начин. Во изминатите 5-6 години во мојата кариера и тоа е правев. И јас се надевам дека истото важи ова и за Алистер, кој што малку ќе зборува подоцна за како му било нему да работи со мене во рамките на проектот, затоа што мојата работа е многу тешка во однос на да се справите со тие работи кои што јас ги обработувам. Пред да ја споделите вашата презентација со нас, за да може нашата публика да ја видат преку визуелниот материјал, би сакала да ве прашам за една точка која што е директно поврзана со нашата екзибиција, односно концептот на exhibit ecologist. Колку важно сметате вие дека треба да разговараме за овие работи кои што се многу широки, а се потребни, потребно е често да ја разговараме за нив, особено оваа корелација. Уметноста, науката која што може да биде и општествено, да се поврзе со друг вид на публика и да има друг вид на комуникација со поширока јавност. Колку важно сметате дека е тоа да зборуваме за проблемите кои што се соочуваме, климатски промени, околината, наша политика и се друго што ни се случува, а се поврзани со Future Ecologist. Јас се надевам дека, односно мислам дека е многу важно, исклучително е важно да не само да почнеме да размислуваме, да делуваме, да направиме нешто затоа што како што тргнале работите, ние се кориме кон многу проблематични простори. Не би можеле да знаеме како да се справиме сите, но јас како луѓе мислам дека ние сме најлошите непријатели за самите нас. Се надевам дека уметниците се многу добри за подигнување на свеста и свесноста, но се надевам дека јавноста ќе научи нешто од овие изложби, од овие екзибиции и почне да размислува и да почне да делува во собствената животна средина. И ако почнеме од тие мали чекори, да почнеме да делуваме со самите себе си во нашата околина,
И ќе видите од мојата работа избрав селекција на дела кои што сметам дека се многу важни и моите и дури дело од, да речеме, 2011 кој што обработуваат вируси, бактерии, и мислам дека делот за голем број генерации, но веќе за нас станува тоа блиску, да гледаме одблиску и мора да нешто да сториме за да заштитиме климата и нашиот опстанок, ако сакаме да нашите генерации да обстојат, и затоа мислам дека е многу важно. Благодарам многу. Сега може да ја погледнеме презентацијата која што ја подготвивте за денешниот вебинар, да ја споделиме со нашата публика и некои примери за соработка со различни експерти од различни дисциплини и профили. Може да одиме на следниот слайд, ве молам. Јас избрав некои дела од времето кога го запознав професорот Forbes, ние аплициравме за финансирање за една екзибиција наречена Правејќи бавиме. Ја мислам дека самиот наслов, самото име на делото вели многу. Работата беше поврзано со гледање на нашите согледување на нашите тела во нашата околина, во нашиот простор, како ја процесираме храната и што се случува со таа храна, не само во однос на надворешниот аспект, туку и внатрешниот аспект, однос на бактериите, на исхраната, диетата. Од оваа екзибиција Правејќи бавина е дела кои што се изложени во едниот од левата страна, во едното дело во гледате Каросплекс, што беше изложено во 56-тиот Биенале во Венеција. Истото дело беше изложено во друга галерија, во друга конфигурација. Мислам дека работата е многу важна и поврзана со тоа што јас обсервирав во однос на Правејќи бавина, затоа што гледаме како се повикуваме на работите, како ние правиме референца на работите, особено кога зборуваме значи цело делата се дадени од црева на свински црева, од крава на глава, омусум, односно тоа што го заштитува желудникот и свинска марамица. И многу интересна работа за ова дело е простор за материјали што се отфрлени. Можам да продолжам да начнам нешто за оваа тема, но можете повеќе информации да најдете на мојот вебсайт и како ги пренесуваме информациите во просторијата и зошто ги одбиваме одредени работи. Може ли на следниот слайд? Следниот слайд е уште една голема работа, дело кој што се нарекува крепост, фражилити, прикажано во Фабрика галеријата и е прикажано во друга конфигурација. Како во оваа галерија имате огромен простор кој што обработува многу тешка тема на темата умирање, но е преубав простор, прекрасен простор, се чини како да сте во облаци, кога гледате светлото, како светлото пенетрира самото дело. Повторно, цело делото е складено од марамица, свинска марамица. Потоа имате простор пред вас кој што е налик на тунел. Јас го конфигурирав за да има како еден вид на референција за мојата работа, за да се поистовети со мојата работа со
научниците и да го согледаме нашето тело од внатре наместо од надвор. И овој цел начин на следување на просторот мислам дека многу важно од еден чекор од една просторија во друга. Ова пред вас во Жанугле галеријата во Нотингем беше креирана како дел од моето истражување. Научниците во цел еден во цел фестивал може да видите мали дела кои што се направени од различни делови од стомаци, од марамици, најчесто органи. И во истото време јас кридав и други дела кои сега се пред вас и ќе ги видите. Пред вас имате една девојка која што глава е во стомак на крава. Ако некој е заинтересиран да слушне аудиото, може да се да погледне истото на мојот вебсайт, интересни ви разговори со овие пациенти, затоа што тоа е лични разговори за лични работи, за нивното правување, соочување со нивните желудоци, и како нивните органи почеле да не функционираат, затоа што тие биле заглавени во кревет, малтене не можеле да функционираат воопшто. И многу луѓе не сакаат да зборуваат за цревата, за нашите црева и за нашите желудици. И сакаме да зборуваме, да јадеме здрава храна, како премногу вкусна храна ставаме во уста, не сакаме да зборуваме за тоа што излегува нашето тело. Значи, овие дела се осврнуваат на проблемите и начинот во кој што се едитирани. Ќе слушате сегменти од разговори во кои што има зборови, кои што има сегменти од зборови, кои што тие ги потребуваат. Јас ќе се извинам, ќе бидам малку вулгарна, зборови како govno, но мислам дека се многу важни да се кажат затоа што е во контекст на целото дело. Следниот слајд молам. Ова е многу мало дело. Се вика Carapace of Beauty. Тоа е стомак на крава. Кравата има 4 стомаци, ова е број 3, кој што го користам во мојата работа многу и мислам дека е многу прекрасен, истовремено е отфрлен, ние не го јадеме, затоа што многу долго време треба да се исчисти истиот и затоа не го наоѓаме на пазар, имаме старници. И јас навистина имам многу материјал можам да најдам многу од овој материјал, но истовремено овој материјал е многу важен за стомакот затоа што ја обработува храната, ја пречистува храната, овој пред стомак на кравата. Има прекрасни како цветови и кај месарите е познат како Библијата, затоа што како Библија всушност, зашто е многу тешко да се исчисти, затоа месарите го нарекуваат Библија. Многу интересно. Во однос на првото дело кој што го прикажав на сред во централниот дел на тоа дело мислумот, односно Библијата. Овие дела се создадени од јагне и може да видите дека имаат влијание од ендоскопија. Овие се исушени, се извртани се однатре на надвор, имаат многу убава мазна како велвет текстура и овие се медицински туби кои што се покриени обложени со црева и сакав малку да прикажам на поинаков начин како еден вид на урамнотежување, нова кревкост и колку може многу лесно да се уништи таа кревкост
дури и многу лесно да се преврти, дури малку овев дима да се преврти. Значи сакав да ја представам таа крепкост во мојата работа и во оваа дела. И исто така таа соработка со тие пациенти во точка каде што тие осознаваат сами за себе и колку е крепка, фрагилна таа линија, да имате колоноскопија и не знаете што ќе се случи на крајот од тоа испитување, дали ќе ве диагностицираат со канцер или не, и разговорите со пациентите во однос на овие прашања навистина беа интересен процес за мене и многу влијае врз мојата работа. Ова повторно е третиот стомак, овој се отпира на трепта од прасе и многу често ја го користам овој дел во мојата работа и причината во однос на ова конкретно дело е заради тоа што свињите, деловите на тие животни се користат во медицината и ги користиме за различни градење на различни делови за скелиња, може Алистер Полосна ќе ви каже нешто повеќе околу тоа, но јас бев навистина фасцинирана на блискоста на анатомијата на свињата со нашата. Две дела се тука помешани во едно, што се многу различни од тоа што јас обичаено го правам. Ова е бакарни жици, извадени од звучни, и тука се гледа, нели, бакарната жица, наречена делото наречено монометрија. Поинтата е диаграма, сликата на еден пациент, каде што се на ултразвук, имени на ултразвук, и тука е представена во ова дело и многу е интересно да се види самото тоа каде што има, нели, пациентот проблеми и цртежот во ова дело е излегува од еден пациент тридимензионални се, значи бакарните жици излегуваат на самиот канвас. Многу е тешко, се бара многу време да се изработат цел вакви дела, затоа што и пред да се викава не е, како да кажам, вистински приказ, затоа што може така да ги видите брнувањата на самата шима на делото. Ова дело исто направено од свинска марамица, исто идеите тука ми произлегле од работата која што сработена во лабораториите под микроскоп, која што гледаат и како одредена светлина може да влијае врз материјалот и може да го гледаме поинаку. Тоа што јас го обожавам од ова дело е дека самиот материјал работи со светлото. Ако го вклучите светлото, самиот материјал станува скоро прозирен и ги гледате внатрешните вени на површината на самата кожа, на самата марамица, како се игруваа со шимата на истата. Следниот слайд, ова дело се нарекува Библии. Ова прилегува од сработка со Каролайн, еден научен со кој сработев јас. Како парафинот е вграден во самото дело, јас работев со Каролайн многу, имавме блиска соработка неколку месеци. Самата обработка на материјалот за мене беше тоа многу блиску до мојата работа, затоа што јас многу време поминував за да направам
постигнав една прецизност во материјалот кој што после ќе го отфрлам, а потоа почнувам полоцна. Овие кутии се исполнети со свинска марамица, кои што исто составени од неколку други клетки, како например кревкост, нешто кој дел од материјалот кој што требаше да ги исечеме, да ги искористиме, но јас ништо не фрлам, туку сите материјали кои што сум исекла од едно дело ги користам за друго дело. Јас многу време поминувам во моето студио, моето ателје, поставувајќи, сечејќи и потоа ги правам во овој материјали, ги правам во кутии. Ова е друго дело од манометрија. Со слика од друг пациент може да забележите разликата во двата панели, колку различно може да биде прикажана слика на едно дело од ултразвук. Кога би размислила од надвор изгледаме или малку поинаку, различна, не сме сите иста височина, нели не сме иста големина, меѓутоа и однатре изгледаме навистина многу различно. И тоа за мене беше фасцинантно да го видам. Следниот слајд ве молам. Ова работа ја вклучив во мојата презентација затоа што ова е дело од 2011 година, прикажано во Тауер галеријата во Изборн. Ова е повторно брандување и делото е сработено со кожа од лосос. И беше идејата, значи, фасцинацијата како нешто може да биде одгледувано, да излезе на крај во иста големина и потоа да се спакува, да се обработи, да се спакува, и тоа беше почеток на моето согледување на работите од Тујнаков Агол и начинот по кој што ние ја однесуваме нашата храна, која храна однесуваме и нашето однесување во тоа што сакаме најдобрите работи или најдоброто парче лосос во спакувано во една кутија и како може уста кутија, како може тоа да отфрли друго парче лосос кој што не изгледа многу добро, колку што сте го одбрала заради пакувањето, заради обложувањето ме. Меѓутоа ме потикна да размислам за отфрлањето, тоа што прави потрошувачот и како може тоа да го смениме, како може да го смениме нашето однесување. Ова дело има 960 почки, секоја почка е цртеж на ритмот на срцето, не може одбрзо само може да забележите дека станува збор за кожа од лосос и се надевам дека со прикажување на ова огромно дело се надевам дека луѓето ќе размислат тоа колку потрошуваме и како го трошиме и што отфрлуваме. Ова е селитопатологија. Ако не сте посетиле ова изложба, ве советувам да посетите. Изгледа многу различно, многу исто во Националната галерија Мала Станица, но ова дело употребува материјали кои што се отфрлени, кои што нема никаква вредност на пазарот, значи кожурци од склени буби, тоа го гледате од црното пред вас, ткаена сила, но не првокласна, третокласна ткаена сила, кој што бара многу време истата да се обработи, а во средина ги имаме албино саурците, кои што ни доаѓаат од еден ланец на производство, што производува, има и датум на, верували или не, датум на
датум на траење, рок на траење, не може да бидат употребени како храна за други животни. Следниот слайд би сакала да ви од друг агол да ви прикажам сложината на ова дело. Имам во Мала Станица на ова дел, но повторно обработува тврдата кора, обвивка на нашите тела, што го штитат некото ткиво. Значи, имате двата кафези устроена. Ова е еден вид на патување, простор каде што треба да пропатувате низ самото дело и да го доживеете делото. На крај доаѓате до живата материја и гледајќи го на крај животно, треба да ве натера малку да размислите што и вметнав ги овие последни слайдови. Ова е другиот аспект на мојата работа. Повторно го обработувам тука и болести во однос на природата, не само нас како луѓе и дека самите дрва се склони многу кон болести и се во изумирање. Исто тоа моето прво искуство во Кина, каде што го на 3 месеци во прв пат мојот живот ја видов дека едно дрво може да добие инфузија. Дрвото тука го хранат со хранливи материи за истото да преживе. Јас сватев дека единствената причина заради ова што го прават е дека создаваат неприродни пейзажи, затоа што овие се стари дрва кои што многу е тешко да преживеат. Единствениот начин да преживеат да дават трансфузија, односно инфузија. Многу е фасцинантно ова да се погледне и за може би 3 месеци или една година, ако има среќа дрвото да преживе, ако не ќе истото ќе умре. И ова е една од дела кои што јас го изработев, нарекува на хранима. И ова е тема свртена наопаку, истата позлатена, што го прикажува течноста како во нашите средини. Ова е едно дело од неодамна, гледајќи ги болестите, што имаат влијание врз многу луѓе. Ова прикажано во Универзитетот во Нотингем и една слика одблиску може да видите дека се работи за две дрва, свртени на опаку позитивниот и негативниот аспект на шимата. Шимата ни произлегува од бубачката. Бубачката прави некои галерии, односно за исхрана, кои што со тек на време тие галерии го јадат дрвото, го уништуваат. И со нивното вгнездување во самото дрво, со тек на време се пренесува во коренот на дрвото и истото се гуши. Многу тешка смрт за дрвата. Ова е дело на се во моментот што работам на него. Ова е брестово дрво, едно од најпознатите во Брајтон и делот е парк, старо е 450 години, дури Шекспир ги пишувал неговите дела во ова дрво и навистина чудесно е, но едно од брестовите дрва беше загубено минатата година, Dachshund disease, многу позната болест кај тие дрва. А внатрешниот простор е прекрасен и туку е кревок и меѓутоа истовремено силен, дори од страна може да ги видите бубите ни шеми што тие ги направиле и целите дрва се преплавени со овие
скоро и личи како кожа на слонова кожа, што е заболена слонова кожа. А внатре во дрвето, внатрешноста на дрвето ќе биде позлатена за да се зголеми убавината, за да се нагласи убавината на овие дрва. Планот кога ќе го завршиме оваа работа, планот е да го вратиме назад во паркот, имаме дозвола за имаме дозвола за планирање. Ова делото ќе биде прикажано во тајната градина, да се пред Гарден во април следната година. А потоа ќе се пресели во Престон парк на лето и се надевам дека многу луѓе ќе уживаат во оваа гледка, во ова дрво и мислам дека тука ќе ако имате прашања. Благодарам Елпида за оваа фасцинантна презентација која што дефинитивно ни ги прикажа на публиката што би можеле да ги слушнат тие аудио снимки, колку уметноста може да биде влијателна, која е споена всушност со други сфери, со науката или пак навистина со други сфери кои што не се дел од визуалната уметност, но може да помогне да се произведат, односно да имаме подлабочено знаење и да резонираме на поинаков начин и да испратиме оваа порака. Не спаѓа во сферата нели на уметност, меѓутоа тоа што уметноста ни прикажува, но сега дали прашање за професорот Форкс, не знам дали ова е ваша прво, дали ова е првпат кога како слушате што Елпида има направено во текот на својата кариера или пак знаете, а сега можеби дознавте нешто повеќе за тоа. Елпида има неверојатен знаење и за незината работа. Кога јас погледнав слики од незините дела, тие се многу познати за мене, а ние што се разговарале многу пати. Мислам дека има различни аспекти кои што таа ги произнесе сега. Може за ова да зборуваме за 3-4 сати за различните можности. Тоа што сакав јас да начнам сега при самиот почеток е тоа што е скриено, а треба да се открие. Мислам дека тоа е клучот на медицината, до смисол на диагнозата. Со диагнозата вообичаено е прашање на откривање, откритие. Кога правиме диагноза, кога поставуваме диагноза, нели знаеме зошто ја поставуваме таа диагноза, иако понекогаш има тешки диагнози, но ако го подигнеме тоа на друго ниво, значи научната медицина, наместо применетата медицина. Тоа што нам не е познато, тоа е всушност и поентата. И него не можеме да знаеме доколку него истражиме. И не е случајно зашто го користиме поимот истражување. И мислам дека многу често лаици ова не го разбираат, зашто ништо откриено, затоа што е истражено, дури и најдобрите трудови, најдобрите медицински журнали, може секогаш да ги критички да се спрнеме. Да, ги знам овие луѓе, ги познавам овие научници, тие се верни, искрени луѓе и тоа е многу тоа е верно откритие, но јас тоа не верувам во тоа. И додека од други 2-3 групи научници кои што јас сметам дека се веродостојни да излезат со собствено, односно слично откритие. Тогаш ќе верувам. И сметам дека ако зборуваме за климатски промени и заканите по нашата животна средина, мислам дека затоа многу на многу спор начин справуваме со ова, зашто научниците велат дека ова има веројатност од 95%, не со сигурност, но може да се убедиме, нели? Но не е
илјадници научници би го рекле истото, би рекле не е факт, меѓутоа многу е близко да стане факт. Ќе дојде уште, да појави уште некој, кој е многу карактеристично за британската радиодифузија во однос на баланс. Тоа се случува и проблем е балансот, рамнотежата, научниците кои што се, односно луѓето кои што имаат раздани кои прашање се најнеинформирани, а политичарите се волија да бидат убедени дека например климатските промени не постојат, пак дека е толку лошо колку што нам ни е представено. И не верувам дека е случајност дека уметниците и изследувачите кои што ги предводат овие чувања што мислам дека се многу важни. Не е случајност, секако. Имам една мала презентација, значи накратко ќе ви ја прикажам, што ќе ги потврди ова што го зборувам, ќе го прикаже научниците кои што имаат нели своји методи на работа што не се добро разбрани од другите научници. И па имате и на уметници кои што немаат тој глобален пристап во уметноста, туку имаат собствен пристап. Тие се поблиски до вистинските луѓе, како доктори се обидуваме да се приближиме до обичниот човек, меѓутоа ние секогаш успеваме. Меѓутоа сме многу изненадени кога ќе ни се заблагодари некој пациент, кога некој очекуваме, знаеме дека сватил што сакаме да му кажеме, меѓутоа имаме пациенти кои што воопшто не сваќаат и разбираат ние што сакаме да им кажеме, ние внимателно им го кажуваме историја или пак целата дијагноза, да имаме кликнало нешто, место паѓање, додека уметникот е на подобра позиција тоа да го получи и нам да ни помогне подобро да го разбереме, тој канал на комуникација да го подобриме. И таа интеракција, да кажам неколку информации каде што нели оваа работа оди во двата правци, тоа секако е вистина за мене. Може ли да накратко да ви ја представам мојата презентација? Да, повелете, доктор Форд. Ајде да го направиме тоа, да видиме дали со оваа технологија може да направиме нешто, да споделам мојот екран со вас. Ова е многу кратка PowerPoint презентација, некои работи што јас сметам дека се многу важни и нагласат на кои работи што зборувавме. Оваа поврзаност помеѓу уметноста и науките, уметност и наука. И што би значило во медицината, се фокусирав на медицината, наместо на природните науки. И ќе започнам со коментар за професионализам. Кога регрутираме персонал од медицинските школи, професионализмот е многу важен. Јас ги прашувам потенцијалните медицински студенти по медицина, јас ги прашувам, а тие зборуваат за многу работи, за емпатија, за како да се биде добар доктор, како да се биде искрен. А ја навистина многу се трудев да кажа, да натрам да кажа знаење во еден аспект, ова правилно сме постапиле, но треба да воочиме важноста како доктори дека треба да имаме таа комуникација со нашите пациенти, но тоа зависи од знаењето, а и етиката, и како што може би сте слушнале, имам јас интерес во етиката. Ако немате етика, не може да се потрете на тоа знаење. Значи, професионално себе сум јас како на предавање, што би очекувале од професор во медицинско факултет. А професионализам е спротивно тоа што ние го нарекуваме глумење. А како глумењето е поврзано со медицината, а има луѓе кои што сметаат дека професионалноста и глумењето треба да бидат на скоро различни страни, а јас не сум сигурен. Но затоа што кога ќе се најдете во ситуација, настина сте
и подобро да останат дома, или пак пациентот е еден од оние кои што не може да престане да збори, а во чекална имате уште 100 луѓе, а не сакате воопшто да слушате приказна за нивните родители или друго, треба да бидете нели смирен, наместо да му кажете со повисок тон излегувајте. Тоа го нарекуваме професионализам, но истовремено го нарекуваме и глума, затоа што ние често пати глумиме во нашата професија. И тоа се случува. И уште една работа која што е многу клучна во академски доктор е објавување на трудови. И ние за жал уништуваме многу голем број на дрва. Еве рековте во вашиот вовед дека јас имам објавено 250 трудови, но мојата употреба на дрвата е конструктивна во долгорочно гледано. И литературата уште еден пат за употреба на дрвата. И јас претходно ја нагласи важноста да се погледуваат работите толкувани од други. И се сетувам кога бев јас на школа, односно на факултет, дефиниција за литература беше чувањето е тоа што ве поттикнува да размислувате. Литературата за мене беше навистина многу важна кога јас бев на факултет, што дава начин како да гледате вашиот пациент, кога го читате Достоевски, како опишува доктор како се однесува со пациент, или пак Оскар Вајлд, неговото толкување за таа конекција помеѓу луѓето. И ке кажете, никој не би помислил на тоа, трагично е, хумористично е, меѓутоа различно е. Читаме добра книга, се применуваме ние се применуваме на други начин. А тука се визуелни уметности, се исто така многу важни и Елпида многу јасно ви го прикажа тоа со низината и практика со природниот свет и може да биде многу драматично и трауматично. Не мора да бидете нели толку како Пикасо што бил, како графички го прикажал тоа, како но тука се кажува, ни раскажувате приказна за луѓето и доживувањата и тоа се провлекува низ нашите дискусии со уметниците. А уметниците почнуваат да земат учество во проценките, во медицинските проценки. Многу голем број на медицинските школи во светот, каде што користат глумци во текот на практичните испити на факултет. Глумат актери, глумат пациенти. На глумецот не му е тешко да биде таму на лице од 9 до 5 и да раскажува истата приказна одново, тоа ќе биде тешко и неетички за вистински пациент. Но покрај глумецот тука е експертот, докторот кој оценува студентите, но сваќаме дека е многу лошо тоа потпомнувачки за глумецот, затоа што потенцијално тие се пациенти, затоа што се луѓе, треба волиме на глумците да ги оценуваат студентите, тоа е многу искрено и малку вклучена нели тука политички коректни и нема да им кажеме на глумците што прават, меѓутоа на глумците им беше дозволено да ги оценат студентите, но многу интересно кога им беше тоа дозволено. Оценката на глумците беше скоро идентична на професорите и на докторите, дури и од високотехничките аспекти. Некако глумец, кој што не е структно лице по медицина, успеал да му даде оценка на студентот скоро исто како и докторот. Мислам дека слушнавте во мојата биографија на почеток, бев вклучен во Incontinentals, тоа беше еден проверка, односно лицензија за фекална инконтиненција.
Тоа ви не се обичаени работи кои што не зборуваме многу често кога кога го земате вашето дете од школа, кога разговарате со соседка во самопослуга, кога идете интимни во кревет, ви се отвараат цревата. Ова е многу лоша ситуација. Не зборуваме за овие ситуации. Многу тешко да ги под наводици натираме, да ги поттикнеме пациентите да зборуваат за овие работи. Кога зборувам со моите пациенти дали имаат кога имаат диареја, ја ги прашам дали имате инконтиненција и страх им е да кажат. Мојата улога тука е како предавач во инконтинентал за да може да се приближи оваа тема на фекална инконтиненција на поголема поширока јавност, имавме глумци, пејачи и употребувавме многу материјали од интернет страници, блогови и пациенти кои што имале мака со фекална инконтиненција. За мене беше супер, јас бев наратор. Не, имав посериозна улога овие ракавици што надувани ракавици пред што ги гледате давале супер смешни звуци на испуштање газ. Меѓутоа разговаравме нели за многу посериозни работи за податоци, морталитет, сликата што ја ти кажам тука од ваша лева страна е всушност оваа пред вас сега што гледате, имате идеја како се одвивал ова интерфейс и мултидисциплинарниот аспект од изведбата и се надевам дека ќе потекнам друга дискусија со моето излагање. Благодарам многу што ни ја споделивте оваа многу интересна презентација со нас. Ние ќе споделиме некои искуства со работење во нашата соработка со Елпида. Започна со комплетно незнаење од двете страни, значи јас не знаевме ниту јас ниту она за взаимно за нашите полиња. Тоа е еднакво на две лица кои што зборуваат различни јазици, а се добиваат одговорен со знаковен речи да се разберат. Јас се сеќавам прв пат кога ве запознав, се обидував да ве наговорам да аплицирате заедно со мене за тој грант за тоа финансирање. Вие бевте на сериозен откако кога се запознавме, кога започнавме да разговараме за ова ваша изvedба, сметивме дека може многу добро да се согласуваме. Започнавме и двајцата. Значи јас на тој почеток јас не знаев што сакав да направам, а сакав да направам нешто и јас очекував и сакав научниот аспект од таа работа, од делото што јас ќе ги создадам на крај да бидат предводник. Навистина добивавме, се недополнувавме и тоа буквално затоа што и вие бевте навистина страната многу заинтересирана за внатрешноста на желудникот, а тоа е моја територија, нели? Никогаш не е рутина. Никогаш не е рутински кога вие гледате внатре во желудникот, во стомакот на друго лице, за пациентот не е. За мене е, за мене како доктор, јас се обидувам да го почитувам тоа, морам да го почитувам тоа, затоа што тоа е ново доживување за тој пациент. Се сеќавам пред неколку години кога имавме доктор, што имаше многу искуство во колоноскопија, гледање се во имавме лоша подготовка. Иако пациентот бил изчистен скоро, меѓутоа во пациентот се уште имало, нели, преостанати
измет имало, како рековте вие, измет, да. Ова процедура која што може да му го спаси животот и ние не можевме убаво да погледнеме дали се работи за измет или за полипи или пак не де Боже канцер. Докторката од Канада беше интересно, смешна беше, имаме лоша подготовка, овие пациенти ни дадува изчистени. А следната пациентка, незината, таа беше возбудена, пошто прв пат во Лондон, имала трема, меѓутоа и била навистина возбудена, сите ја следавме, ја гледувавме, тоа дел од програмата за обука, а тоа беше една одлична подготовка, може убаво да го видите дебелото црево, да одеднаш запре, почна да се смее, да почна да се смее и се запраша како може ова да биде убаво. Ама не си било убаво. Таа гледа како убаво на вистинскиот начин дека било убаво. Иако малку техничка нели процедура, зафат. Меѓутоа понекогаш треба малку да запреме и да ги согледаме работите. Да речеме дека е прекрасно, може би не толку симпатично, прекрасно. Дефинитивно за мене по завршувањето на нашата работа, јас собрав остатоци од крава. Јас не сватив како може, се извинувам однапред, колку внатрешниот дел на кравата, на тој дел е чувствително, како кадифе има чувство. И таму за сите нервни завршетоци е толку чувствително. Физиологијата е феноменална, затоа што тоа работи беа вклучени нели во инконтинентност. Им велев погледнете го на екранот, им велев на публиката вака да ги ставите рацете да ги позиционирате и како да имате мека глина и значи во рацете имаме мека глина, ќе ставиме малку вода од озгора, имате нели воздух и кога фатате во рацете на вашите раце, држате го внимателно. Го правевме во со нашата публика во инконтинентал, со таа изведбата. Сега сакам да направите да испуштите воздухот, а не водата и глината. И сите смеат што тоа е невозможно. И тој орган тоа го прави всушност. И прави дистинција премеѓу гасот кој што ние го испуштаме, иако жените никогаш нема да признаат дека тоа го прават, или пак имате малку нели наслинат стомак, имате потечна столица, можете да направите таа дистинкција, тој орган тоа го прави во тоа е физиолошкиот механизам и многу софистициран тој механизам. Кога ќе се поднаводници расипа, тоа е проблемот, тоа е убавината на физиологијата, тоа што може да го видите, но и функцијата, убавината на самата функција. Може ли да ве прашам дали понекогаш се запрашале што сака Елтира да види во овие медицински зафати, која е убавината што таа сака да ја постигне, да ја види, која е незината конечна дестинација, каде сака да оди. Дали никош што се ставиле во нејзино место? Тоа е многу интересно прашање, затоа што на еден начин тоа беше предизвик за мене. Многу голем дел од нашата работа не е визуелно привлечен, гледам интересни работи, но бев свесен за тоа што сакала да го види, не е тоа што всушност таа сакала да го види. И тоа испадна дека е точно заради тоа што јас предвидов што не биле интересни. Меѓутоа, таа најде убавена беше заинтересирана за многу работи
И добро што не се обидов да ја насочам во одредени работи, ако тоа го сторев, веројатно нашата соработка не би била плодна. И мислам дека е многу важно. Има една стара изрека, убавината е субјективна. Тој што наоѓа убавина во нешто, нели, огледа тоа на многу различен начин и да има како да има други очи, друг осет, друго чувство. И вие сваќате дека голем дел од тоа елпида што го кажува е чувството да се биде внатре, чувството на кади се, не само јасна слика, визуелна слика, и тоа важно за мене да се навратам на тоа што го зборев, да го сватам пациентот, да го сватам научниот проблем, да навлезам внатре во него и да го согледам на различен начин. И тоа е навистина многу важно и може да биде многу тешко да се изведе, затоа што ние сме подготвени веднаш да ги затвориме тие врати, комфортни сме во нашата средина и не сакаме да ги согледаме, да согледаме другата страна. И сакав да навистина е многу важно тоа сега што го казавте, професоре, затоа што не е само за визуелниот дел, туку и за другите ваши чувства, сензорниот момент, тоа што јас се обидувам секогаш да го опфатам, да го прикажам. И мислам дека тоа чувство за мирис е најсилно од тоа од сите, затоа што тоа чувството на мирисе не го заборавате никогаш, никогаш нема да го заборавите. И секој пат кога ќе мириснете нешто познато, нешто секогаш се навраќате. Интересно е. Не е оваа тема што многу често би ја дискутирале во однос на мирис, затоа што тоа што го мирисате е грозно. Меѓутоа е најпримитивниот рефлекс, најпримитивното чувство е ова. Може да во одреден момент можете веднаш да наведете 3-4 чувства, мирис, работи што се ги мириснале од детството, дали е тоа кафе или леп или мирис на едно одредено место. Јас многу јасно се сеќавам на мирисот на мојот бербер кога бев дете. И веднаш кога ќе помирисам или мирис на фризер на дете во фризерницата, одма ме враќа во детството. Мислам дека е време да ги обратиме на публиката ако сакаат да постават некое прашање со лице и со звук. И ќе го побарам од администраторот, ако некој од нашите учесници би сакал да постави прашање, да го вклучи во овој разговор. А во меѓувреме, професор Форбс да поставам уште едно прашање. Што научите од оваа соработка? Вашето искуство што вас ве збогати како човек, дали би сакате во иднина да соработувате со други уметници? Апсолутно, затоа што сметам дека е вредно на вистина да се охрабриме да размислуваме надвор од тоа што нас ни е познато. Треба храброст за тоа. Затоа што се вложувате на критика, но и на ист начин кога предавате, слично тогаш кога предавате, вие изложувате својата игнорантност, своето незнаење. И не е случајно кога ви велат дека познавате темата или предметот кога истиот го предавате. А студентите го користат не само медицински ученици по медицина, но сите студенти поставуваат тешки прашања. Не секој пат знаат дали се тие тешки прашања. И затоа јас предпочитам да им предавам на студенти од прва година наместо студенти од петта година.
затоа што тие многу често прашуваат, поставуваат прашања поврзани со нивните испити, а јас имам дома 7-годишно дете кој што поставува многу интересни прашања, се чинат на многу глупави прашања. Помислам, па не го знам одговорот на прем прашање, зошто нивото синот. А треба да бидеме, да можеме да ги одговориме овие прашања, секогаш се навраќам конкретното прашање. Меѓутоа, таа конекција, таа интеракција со различни типови и профили на уметници, тие поставуваат прашања кои што се различни од оние студенти кои се пета година студенти. И поставуваат прашања следствено на кои што јас сам си поставувам прашања за себе. Многу се скромни на начинот кој што го поставуваат тоа. Скромни се во нивното поставување на прашања. А јас никој пат не велам, ајде да молам, тоа е глупаво прашање. Внимателно размислувам. Прашањата се поставуваат затоа што им се на нив важни, заради причини кои што не се на нив и на нив не им се очигледни, уопшто не познати, а потоа се вкоренуваат во нешто што е далеко многу поважно. Може би нема да ги решиме проблемите во светов, но ни дава нас подобра основа за диалог и подобра основа да се разбереме самите меѓу себе. Гледаме многу примери во светов денес каде што тоа не се случува и каде што со тоа се креираат многу проблеми за човештвото, и ако може политичарите да ни се придружат, ќе биде одлично. Да, тоа би било одлично. Одлична соработка со политичарите би било тоа. For Elpida. Имаме неколку прашања за Елпида. Кој е вашето мислење за рекреативната, односно елективната пластична хирургија? If you want to give the answer, of course. Or Ако сакате да одговорите, всушност, ако можете да одговорите. Моето мислење за тоа. Зависи како е направена, може понекогаш во ред, понекогаш невкусна таа интервенција. Неодамна почнав да навлегувам, да се заинтересирам за тоа пластичната кожа, како може тоа да го направиме. Меѓутоа, секогаш на крај излегува пластично, не гледаат природно, безогледно тоа како е спроведено, секогаш излегува пластично. Освен тоа, немам мислење. Правам некои за мене примероци, меѓутоа сега не сум успеала следното за професор Форбс. Дали почетната реченица во Хипократовата заклетва, животот е краток, професијата е долга, ова е парафразирање. Да, секако. Затоа што има многу работи кои што не се вклучени во оригиналната заклетва, но има многу работи кои што се од историски согледани. Аз преку моето школа, медицинско школа, не имаме ажурирана никоја посовремена верзија, меѓутоа началата се исти. Идејата на практичарот како учител е многу добра. Практичарот како учител и практичарот како ученик. Значи, моментот кога ќе започнете како студент во медицинска школа или студент во било која област, до денот кога ќе заминете од овој свет, треба да настојувате да учите. И не сум сигурна, значи, не помага да останеме млади. Тоа како само зачувување и добро е за нас. И мислам дека има многу аспекти од Хипократовата заклетва кои што однесуваат на многу луѓе кои што не се достапни лица,
клиничната професија е воопшто наликна професија, можеме и уметниците да им кажеме нели да положат така покрај това заклетва, но идејата секој пат да бидеш учител и да го споделуваш своето знаење и секој пат да бидеш ученик и да го абсорбираш знаењето од другите, но да им дозволиш, да го дозволиш знаењето на другите да ти влезе во мозок, тоа сметам дека е навистина многу важно, ако не и круцијално, да остане современиот активен доктор. И за многу дисциплини ова би се однесувало. Благодарам следното прашање за Елпида. Дали уметник како Елпида ја замислува својата работа, ја се подготвува или ја доживува при самото почнување на тоа дело. Значи, јас секогаш почнувам со локација, истражување на материјалите кои што ги употребувам и се развиваат идеи, но откако ќе почнам да работам со материјалите, да создавам и да креирам, и тоа завзема друг правец. Исто така и влијанието на луѓето кои што работат со мене секако може да имаат влијание врз исходот на делот, но тоа е долго патување, да речеме, долг пат е тоа. И работа со материјалот и што можеме јас да направам со материјалот, но јас точно почнувам со еден базичен концепт и некогаш и застрашувачки, затоа што не можам да го пробам, додека не е исто завршено и делата кои што ви покажав, јас ги работев, создадов простор, но јас не знам дали ќе функционира додека не го завршам делото, но многу интересни работи начина во твојата работа, во твојот процес, што се тоа репетиција и тоа е многу блиско до научните истражувања, што ние почнуваме во големи планови, но многу е ризично тоа, што ако ја одбереме погрешната хипотеза, може долги години да ни пропаднат. И ако немаме резултат на нашата работа на крајот, тоа значи дека нема да добиеме финансирање за следните истражувања. Се заради една лоша одлука. Но таа репетитивност, тој труд може да се примени во мојата работа и кај уметниците. Не е воопшто така, нели? Другото прашање за професор Форбс. Дали професори како професор Форбс се уште наоѓаат убавина во биолошките системи и анатомските структури? Секако. Не секој ден, нели? Не апсолутно секој ден, меѓутоа апсолутно. И не само убавина во физичките работи кои што може да ги видите, но и убавина во интеракцијата со пациентот и понекогаш навистина имате многу болници кои што има многу гужва и правите зафати, меѓутоа на крајот на денот некој ќе каже нешто и ќе си речете ова навистина вреди. Тоа е друг вид на убавина, меѓутоа постои. Тоа не е тоа вообичаено пациентот кој ќе ви дојде со бомбонјера или било што, туку тоа е лицето кој што е посуптилно. Секако има убавина и мислам дека тоа е тоа што нас не води докторите, па дури медицинските сестри се разбира, затоа што тие се били за пациентите. Има многу малку убави.
убави моменти за кои што време е успех да дали вашето вашата уметност, вашите дела се повеќе во склад со моментум и менталитетот или во сегашноста. Јас сакам да прикажам таа темнина, меѓутоа јас сакам тоа присуство да го прикажам на постоење, на отварање на тие сетила кои што зборувавме, доживување со сетилата. И секако таа сака да оди во Венеција на секои 2-3 години. Venice is a very special place, but Venice е is многу посебно место, меѓутоа има и темна страна Венеција, не е баш. Да, затоа сакам да ги прикажам и двете работи. Има еден тој ефект, има многу темна историја. Мислам дека Елпида веќе го одговори ова прашање, дали гледате убавина во патологијата или само во здравите делови на телото. Јас гледам повеќе убавина во патологијата отколку во здравите делови од телото. Како што јас прикажав и веќе зборував, јас гледам во убавина, во промени, во болести, во канцери, во распаѓање, значи да, повеќе гледам во морталитетот на материјалот кој што крира за мене. Нешто, да, само по себе поинтересно ова што го говорите. Или што направивме таа разлика на симпатично и прекрасно. Како што овие патолошки работи може да бидат и темни, и груби, но притоа прекрасни и многу убави. И затоа гледаме дека патолошките работи се многу интересни, како го дали сте гледали сниките од коронавирусот, тоа е убаво, нели? Не е како коронавирусот. Едното прашање за професор дали соработката со уметниците ви предизвика промена на вашиот пристап со пациентите. Да, дефинитивно, иако тешко е да се каже, да се посочи еден пример, меѓутоа целиот пристап, слушајќи ги моите пациенти, да бидам потрпелив кога не сваќам точно што сака да ми кажат. И тоа го принесов, всушност се принесе со мојата соработка со уметниците. Дефинитивно ми го смени начинот на што работам јас со моите пациенти. Се надевам дека тука има взаемен ефект и за мене и за пациентот, и се надевам тоа ме подобри мене како доктор. Ви благодарам многу на вас панелистите и нашата публика и за вашите прашања. И овој разговор може да трае со часови и навистина е инспиративен разговор. На тоа што се обидуваме да направиме со овој разговор тука е да мотивираме новата генерација, да повеќе моќ како да премине преку други дисциплини, се подобрува импактот, се подобрува впечатокот и се подлабочува знаењето и носи нови проекти кои што може да ги зголемиме на друго ниво. Имаме направиме соработки во Скопје помеѓу Ликовната академија и факултетот за природно-математичкиот факултет, и тоа беше навистина убава соработка. И навистина покажавме дека ваков вид на соработка може да функционира и во нашите услови во Македонија исто така, и затоа треба да ги продолжиме овие интеракции и да ги практикуваме многу почесто.
на различни нивоа на едукација и на образование. На крајот би сакала да ги замолам Елпида или професорот Фрбс, ако имате нешто да додадете пред да го завршиме овој разговор. Јас би сакал нешто да кажам многу важно, многу зборувавме за комуникација и да се заблагодариме на нашата преведувачка. Јана, благодарам за преводот. For a translation, but I'm sure that she did it very well. Се надевам, сигурна сум дека одлично го стори тоа, Елпида. Дали би сакала да додадеш? И мислам дека е прекрасно да може да ги водиме вакви разговори, особено во овие тешки времиња. Ние сме на различни страни на светот. Короната беше и е лоша за многу работи, но создадем друга поинаква платформа на која што може луѓето да се поврзат. И се надевам дека оваа платформа ќе се смени и дека нашиот гледен настан може да го одржиме поживо и лично да се видиме дефинитивно. И ќе додаде нели друга димензија. Благодарам на сите. Во овој разговор се надевам ќе имаме уште една прилика да се состанеме и да соработуваме во живот. Јас би ги поканила сите оние учесници, односно публиката, ако не сте ја посетила екзибицијата во Мала Станица, обавезно да ја посетите таа изложба, затоа што ни дава друг аспект и конечно благодарност до британскиот совет и ЛАКС што ни овозможи да поставиме оваа изложба и да ја стартуваме ова јавна едукативна програма и да споиме различни профили на луѓе. Благодарам многу на сите и може да го погледнете целиот разговор и снимките на овој разговор на каналот на YouTube и на веб страната на Националната галерија на Facebook. Благодарам на сите, пријатно. Секое добро. Пријатно.